Знаеме дека Република Северна Македонија се наоѓа во процес на објаснувачки скрининг, кој е многу важен, но она што е уште поважно е дека немаме формирано преговарачка структура, ниту пак можеме да ги насетиме тие контури на преговарачката структура. Она што ние апелираме до владата е да се насочи кон поголема транспарентност и отчетност за имињата на оние кои ќе учествуваат во работните групи, бидејќи јавната администрација ќе биде центарот на преговарачкиот процес преку работните групи. Тоа е целта на овој документ, да докаже како јавната администрација преку работните групи директно ќе учествува во процесот на преговарање. Од друга страна, треба да се најдат решенија како квалитетните кадри од институциите да се задржат, односно оние кои веќе работат на програмата, Националната програма за осогласување со ЕУ законодавството, ИПА структурата и останатите подкомитети, бидејќи тие се оние кои можат сигурно и ефикасно да го завршат овој процес. Имате сомнеш дека ќе се задржат овие кадри? Имам сомнеш, затоа што се кадри во кои што е многу инвестирано во обуки, знаења и остан хуман капитал. Мислам дека тие, кога би имале можност да работат за поголема плата, многу природно би ги напуштиле овие работни позиции во јавната администрација, каде што платата е многу пониска. Затоа треба да се изнајдат различни мерки од доменот на retention policy, задржување на кадрот во институциите, како и merit policy, значи наградување на основ на напредување во кариерата или парично наградување. Колку време доцни формирањето на преговарачката структура и како тоа може конкретно да се одрази на самите преговори? Многу доцни ова. Значи, владата на својата седница на 31 јули 2018 година изнала дека ќе биде формирана преговарачката структура до 29 октомври 2018 година. Сега сме веќе април 2019 година. Немаме никакви податоци за тоа дали е формирана преговарачката структура, кои се имињата на тие луѓе кои ќе работат во работните групи и како тој процес се одвива. Значи не е транспарентно воопшто. За колку лица се работи, колку работни групи, од кои профили на јавна администрација? Значи тие планира 1000 луѓе во процесот на преговарање. Ништо тоа не се знае.